Македонскиот центар за меѓународна соработка 5-та година поред ја организираше програмата Родум од Македонија, во чии рамки млади луѓе, студенти од повеќе земји од светот, инаку Родум од Македонија, извесен период престојуваат во нашата држава и извршуваат практична работа во организации, компании и институции. Ова е прекрасна можност истите тие да се доближат до нивните корени, културата и традицијата на нивните предци, а тоа ќе не го потврдат и токму тие, денешните гости во студиото на Македонија наутро. Гонце Јаковлевски, извршен директор на МЦМС. Гонце, добро утро, добро ни дојдовте. И Стефани Таскова, студентка од Мелбурн, Австралија. Многу ми е драго, Стефани, што и вие денеска имавте можност заедно со директорката да дојдете да бидете наши гости. Ви благодарам што дојдовте. Би сакала да кажеме, да ги соопштиме деталите околу оваа програма. Рековме за годинава таа заврши, но затоа сте денеска овде да ни ги кажете впечатоците од тоа како, дали се помина во најдобар ред? Помина во најдобар ред, како и секоја година. Драго ми е дека и Стефани е тука, затоа што нејзиното мислење е многу померодавно како учесник во програмата. МЦМС го прави ова заедно со Обединетата македонска диаспора, како што кажавте, веќе 5 години. Оваа година имавме среќа да имаме најголем број учесници. Се поклопи со ова мало јубилеиче од 5 години кое што го одбележавме. 9 млади луѓе од Соединетите американски држави, Австралија и Канада беа оваа година дел од програмата. И до сега вкупно 33 поминале низ Родум од Македонија. Праксата која што им ја обезбедуваме вообичаено помина во најдобар ред. Тие беа сместени, најголем дел од нив беа сместени кај семејства домакини, а покрај тоа, како и секогаш, им организиравме и неколку викенди во кои што можеа подобро да ја запознаат Македонија, па дел од впечатоците се разбира и од тоа запознавање. Така, какви се вашите досегашни искуства од минатите години? Ева, ова е убаво што можевме да слушнеме дека годинава нивната бројка се зголемила. Дали тоа значи дека очекувате и во следните години да се зголемува бројот, да се зголемува интересот на овие млади луѓе да дојдат барем на извесен период да престојуваат во Македонија? Па да, периодот е 3-неделен, тоа не е, да речеме, долго време, меѓутоа доволно ми се чини да барем малку од малку видат што се случува тука и да воспостават нови релации. Дел од учесниците во Родум од Македонија веќе си имаат воспоставено релации со нивните роднини, со пријатели кои што ги имаат тука, ја користат можноста да се видат повторно со нив, да ги посетат. Секоја година се зголемува бројот на заинтересирани и многу ни е драго поради тоа. Нашите најголеми амбасадори во таа смисла се самите учесници во Родум од Македонија и всушност нивното задоволство возможува секоја година да има поголем број на пријавени. Тие кои што имаат можност, многу ни е драго што успеваат дел од нив да се вратат секоја година. Не како редовни учесници на Родум од Македонија, ама, например, да го посетат завршниот настан, кога сите заедно се собираат и разговараат како беше минатата година, како си поминавме ние, што беше карактеристично оваа година, што мислите вие. Тие се сите млади луѓе на скоро слични години, имаат многу слични интереси. Дел од нивните академски интереси во кариерата исто така се поклопуваат и имаат баги работи да си споделат и да разменат. Дополнително на тоа е нашето инсистирање да бидат кај семејства домакини. Се разбира, некои од нив решаваат да останат кај роднините, меѓутоа кај семејствата домакини успеваат уште повеќе да го прошират кругот на познанства и пријателства кои што траат потоа доста долго. Во поглед на тоа што ни се очекувањата за бројката во следните години, да, очекуваме дека бројката ќе расте и можеби да ја искористам приликава да ги поканам
нашите граѓани кои што имаат деца на оваа возраст, значи околу 20 до 25, 26, 7 години, во годините предходно ни се случува да имаме потреба од семејства домаќини да не можеме да обезбедиме. Се разбира, досега не се случило никој да не остане сместен, ама еве како некој апел да искористат можноста кога ќе се појави огласот, зашто е навистина одлична можност за ширење и за домаќините и за гостите. Да, имаме и фотографии кои ни ги донесовте нашите гледачи во моментов можат да ги проследат. Стефани, да слушнеме какви се вашите искуства од престојот овде во Македонија. Супер беше. Препорачила кој што може од диаспората, што е заинтересиран да дојди. Тие викендите одевме Охрид, бевме на галичка свадба низ Скопје, се шетавме. Најомилено ми беше галичката свадба, бидејќи кај нас тоа го нема, така да сите би препорачила кој што може да дојди. И тие што се во Македонија и они додат, мислам, феноменално беше. Исто така ти имаше можност да одиш и на пракса. Да. Може да ни кажеш нешто и за тоа? Како изгледаше? Да, јас бев стажер во кабинетот на министерот што е задолжен за диаспората, Едмен Дадеми. Многу интересно беше. Ја учам, мислам, магистрирам меѓународно право кај нас во Австралија, така да искуството ми се купуваше со тоа што го учам и многу интересно беше. Може да ни кажеш, Стефани, да искористиме кога си веќе овде малку повеќе за тоа како живеете таму, во далечната Австралија, дали ти ова може би прв пат да дојдеш овде или доаѓаш почесто? Доаѓам почесто, сите родини ми се тука. Тоа е убаво кога младите луѓе знаат, нели, ги почитуваат своите традиции, својата култура, своите корени. Да. Мене слично ми беше Скопје и Мелбурн. Тука има така многу брз живот, мислам за Скопје. Така да тоа ми беше така слично, а иначе има разлики, ама и тука е многу убаво. Мислам, јас ја сакам Македонија, така да. Разлики има веројатно во начинот на живот, особено на младите луѓе. Да, не знам како да објаснам, обврски има многу на школо. Кај нас тука има поќе слобода и кај нас треба секаде со кола да одиш, така да ако мислам немаш 18, немаш дозвола, родителите или па ако имаш поголем брат или сестра треба да те однесат да се видиш со другарите или другарките. Така да тука ти се ти е блиску, можеш секаде пешки. Мислам, таа е најголемата разлика. Тоа е една од придобивките на нашите млади луѓе овде, нека слушнат, нека бидат среќни, нели? Дека им е се овде многу полесно, подостапно. Да, по-слободно, како да кажам. Да. Дали ќе доаѓаш и понатаму во Македонија волку често како и досега? Да, секогаш. Се гледа дека си воодушевена, дека ти е многу убаво и многу ми е драго што е тоа така. И дај Боже во иднина да се зголемува бројот на млади луѓе што ќе доаѓаат, ќе се дружат со своите врсници и ќе си ги почитуваат своите традиции и култура. Гонце, ќе се вратиме повторно на вас околу овој проект, но и останатите проекти кои што ги имате, да го заокружиме некако разговора. 5 години е можеби краток период за да се направи некое сумирање, иако може би доволен да видиме всушност до каде стигнавме со Родум од Македонија. Ова го започнавме на идеја на господинот Питер Далас, секогаш го спомнуваме него. Тоа е Родум од Македонија, кој што долго време е во Америка, иселени се уште неговите роднини, односно родители, не зборува македонски. Всушност целата идеја за Родум од Македонија потекнува од неговиот страв дека идните генерации можеби нема да го познаваат јазикот, нема да знаат од каде дошле, заради асимилацијата, заради мешањето на младите со младите каде што живеат. Така што еден страв, можеби, ако може така да кажам, придонесе да се развие ова како идеја.
Сега, ова е една специфична целна група на возраст од 20, да речеме, до 30 години. Господинот Далас веќе има некои идеи како би можело да се прошири родом од Македонија на некои други генерации, затоа што во овие 5 години интересот и кај останатите генерации расте. Што е тоа што се случува во родом од Македонија? Има луѓе повозрасни кои што не успеале да се вратат назад, кои што немале прилика да го направат тоа, а би сакале да ги најдат нивните корени, кои што веќе неколку генерации не дошле во Македонија, така што тој истражува сега малку повеќе во тие полиња. Ние сме тука да ја видиме идејата и да се обидеме да ја поддржиме и да обезбедиме начин да тоа функционира. Се со цел да тие врски се зацврснуваат, да бидат постабилни во денешно време, кога можностите за комуникација ни се толку големи и толку добри, нема зошто да не ги интензивираме тие врски. Стефан спомна дека беше на пракса кај министерот кој што е задолжен за диаспора, имаше можност да им кажа како од аспект на луѓето кои што живеат во диаспората некои идеи би можеле да се реализираат и како би функционирало тоа. Очекуваме дека ќе расте проектот, очекуваме дека поголем број на млади луѓе ќе бидат заинтересирани и дека ќе дојдат овде да ги истражат нивните корени. Имавме можност да видиме млади луѓе кои што четврта генерација македонци се во странство, а прв пат, да речеме, доаѓа некој тука, кои што имаат страст кон барањето на нивните корени, кон објаснувањето зошто овие обичаи се такви, од каде потекнуваат, кој ги донел тука и така натаму. Тоа ни дава за право да се надеваме дека во иднина тоа ќе биде многу поинтензивно и дека ќе имаме можност да ги спроведуваме овие активности на задоволство и наше, се разбира, и на тие што ќе бидат учесници во проектот. Ви благодарам за тоа што дојдовте, што бевте гости во Македонија наутро. Како што кажав и пред почетокот на разговорот, времето многу брзо поминува и ни остана уште многу работи што не успеавме да ги докажеме, но ќе ги оставиме за следна прилика. Стефан вети дека повторно ќе дојде. Ви благодарам. Ние продолжуваме понатаму со вториот информативен блок.